степен првата замка на Иблис. Кога правиш некој грев, кога се доближуваш до него и да кажеш, абе, мали ова. Не. Немој да гледаш колкавав е гревот. Гледај спрема кого грешиш. Грешиш спрема Господарот на световите, Аллах. Немој да мислиш, ова е мало. Не, немој така. Ова е првата замка на Иблис, за да те впушти во таа бездна на пропаст. Зошто? Адем алейхи селам беше изваден од џеннет поради една непослушност. Поради еден грев, Аллах му рече, не се доближувај до ова дрво и се доближи. И беше изваден од џеннет, за еден. Иблис, ланетуллахи алейхи, кој имаше почест во небо, кој беше почестен, беше изваден и тој од џеннет и направен ланет, проколнат, оддалечен од Аллаховата милост, поради една наредба што одбина Аллах Желешану, му рече, падни му на Адем алейхи селам во сежде во моја захвалност и не падна и беше направен ланет, проколнат, оддалечен од милоста на Аллах. Денеска, какво е состојбава на уметов, ние сите сме свесни. Нажалост, многу сметаат дека гревовите имаат последица или за гревовите се казнува човекот само во ахирет. Не, ова е грешка. Казната од гревовите често доаѓа се во дујна. Гревовите оставаат грди и понижувачки траги кај верниците и кај сите што ги прават. Велите Имам Некаим рахимахуллаху таала споменуваат во една книга Болест и лек 50 последици од гревовите. 50 казни од гревовите. Нема да ги спомниме сите, може би 9-10 ќе спомниме накратко. Замисли 50 последици од грешењето. Број 1. Гревот те спречуваат во илм. Не можеш да учиш, не можеш да дојдеш во дерс, не можеш да отвориш книга, не можеш да слушниш еден дерс, поради ја не сакам, ти душата сака, поради гревот. Илмот е нур, а грешењето го гасне овај нур. Имам Шафи, учител на Имам Малик, учител, Муатта и некои други хадиски збирки, и кога завршил и му рекол, слушај, о момче, Имам Малик на Имам Шафи, гледам кај тебе, Аллах Желешану ти дал нур, ова илм, во твоето срце. Слушај, немој да го гасниш со грешење, со гревовите, немој да го гасниш овај нур. Се гасните. Темница се тие гревови. И тоа поради што не можеш да учиш, поради гревовите. Не обвинувај никога. Гревовите. Ти, себе си. Број 2. Гревовите се причина за да ти биде спрешен рискот или да ти биде намален рискот. Аллаху акбар. Вели пегамбер само еден дел од хадис. Навистина човекот може да биде лишен од рискот поради некој гревови што ги прави. Аллах. Причина да ти се прешет рискот, некој гревови. Да ти се намали рискот, причина некој гревови што ги правиш. Број 3. Казна и последица од гревовите, оддалеченост помеѓу тебе и Аллах. Се оддалечуваш од Аллах. Помеѓу 24 сати никогаш не ти одвојбе 24 сати од умот кај Аллах, кај твојот Господар. Тоа не е ништо освен последица на некој грев. Правиш дела лоши, добри, не ти е умот иш кај Аллах. Може би правиш и добри и лоши, не ти е умот иш кај Аллах. Си се оддалечен од Аллах. Ова е опасно. Број 4. Оддалеченост и немајне рахат со тие што се блиски околу тебе, Аллах. Со тие што се најблиски поради гревот, не можеш да ги поднесеш. Тие ти зборуваат со добро, ти со лошо. Тие те сакаат, ти ги мразиш. Тоа што поради гревот. Не е ништо поради друго нешто, поради гревот. Број 5. Темница која се чувствува во срцето. Тежина, темница, не е рахат. Барат да извади оваа темница со други нешта. Барат да извади оваа темница со други гревови, Аллах акбар. Се достемнат. Барат да извади оваа темница со други гревови, Аллах. Оваа темница се вади со оставање на тие гревови и со правење на тауба. Барање опрос кај Аллах Желешану, враќање кај Аллах Желешану. Број 5. Една опасна последица. Гревовите те спречуваат од ибадет. Не можеш да правиш ибадет. Не можеш да направиш суннет, не можеш да направиш нафиле, не можеш да отвориш Куран да читаш. Не можеш. Поради ноќен намаз нема шанса. Поради гревовите.
Дошле некои да се жалеат кај Селев, има некој време не можам да станам за ноќен намаз. Му кажал, остави го грешењето, Аллах. Остави некој грев што го правиш. Остави го тој грев. Правел еден од Селев дуа пред близко до еден алим и правел дуава наглас. Обичен човек. Рекол, ја Аллах ти благодариме што не казнува за нашите гревови. И овој до него алимов му рекол, од кај знаеш дека не си казнат? Стануваш ноќен намаз, не, имаш нафилен, не, читаш Куран, не, што поголема казна сакаш од ова? Ова е казна. Број 6 или 7. Нема и не наперишет во животот. Нема перишет во животот. Тарчат лево, десно, вам пак место, пак. Тарчат лево, десно, ништо немој да заврши. Има нека опрска денеска цел ден тарчат пак место, немој да заврши. Нема берекет. Нема берекет во животот. За разлика од Селев, замисли, Селев, Ибн Џарир, овој муфесир, имет пресметано дека има напишано 350.000 страни во неговиот живот. Аллах, 350.000 страни беше. Повеќе од 250.000, близко пола милион страници има напишано. Има други што имат и може би и повеќе напишано од Селев. Ова е беричет во животот. Аллах му дал беричет во животот. И ние некојаш го чувствуваме тој беричет во храна, го чувствуваме во време. Некојаш немајнето на овој беричет го чувствуваме, цел ден вртиш место. О, опасно многу. Следно. Казна за гревовите е грев после гревот. Аллах. Гревот рајжат грев. Гревот му го отвора патот на други грев. Зошто? Кога почне човекот да греши, почне да се чувствува сигурен. Нема казна. Се чувствува сигурен и му се отворат вратава за други грев. Гревот рајжа други грев, како кажал Селефот, доброто дело води кон друго добро дело. А гревот води кон други грев. И ова е ланец кој не престава многу дене. Една може би исто опасна многу работа, казна од гревовите, од последицата на гревот е гревот постануваат адет кај некога. Нормална работа. Дел од секојдневниот живот и не го чувствуваат више како грев. Ова може би не е опасно веќе. Значи правит грев, не чувствуваат вина за овој грев, не чувствуваат кајне за овој грев. Ова е може би најголемата казна. Аллах. Прави станало адет, традиција кај него и не чувствува ништо. Срцето бетон. Кога правиш грев и се стресиш, се уплашиш и се кажеш естагфируллах, елхамдулилlah, има нешто. Имаш живот во тебе. Ама кога правиш овој грев и гајле немаш, не чувствуваш никаква вина, совеста твоја за овој грев умрела, ова е многу опасно. Ова е многу опасно, затоа да внимаваме да не стигнеме до овај степен. И последно, 10-то, мислам дека, гревот, правењето на гревовите, како последица од ова, од долговлекување на таубе. Не прави таубе. Ај ништо да го оставам гревов утре. Ај другата неделя. Ај другиот месец. Ај петтиот месец ништо не оставате. Го долговлекува, не. Кога верникот западне во грев, браќа. Падвиш во грев. Може би некојаш од емоција, од возбуда, од не знам, од шехва, од страсти. Кога паднеш во грев и го направиш тој грев секундарски, бара опроска. Немој да кажеш утре, или имаш грев, ако го правиш и утре тој грев. Ти денеска го направиш, направи теуба за овој денеска што го правиш. Утре ако го направиш, пак утре направи теуба. Немој да кажеш не правам теуба денеска, утре ќе направам, зашто утре пак ќе го направам овој грев и заутре пак ќе го направам. Не, ако денеска направи теуба. Сега, кога го направиш тој грев, ја Аллах, прости ми, трни го овој грев од мене, дај ми сила да се оттарнам од овој грев. Не дозволи утре, заутре, поне заутре, до моментот на смртта. Ова е далеко.